Денеска во Диетално максимално ќе гледате. Подгответе се за нова доза на смеа, енергија и позитивен надпреварувачки дух во Диетално максимално. Денеска во оваа емисија ви носиме несекојдневен предизвик, надпревар со кофи за вода. Екипите ќе треба со брзина, координација и тимска работа да прифрлат водата од копа во копа зад себе, а победник ќе биде тимот што ќе успее да собере најмногу вода во кратко време. Звучи едноставно, почекајте да видите забавата и крајот. Покрај возбудливиот надпревар, ќе ви покажеме и практични вежби за здраво тело и смирен дух, активности кои ќе ви помогнат да подобрите координацијата, да зголемите енергијата и да внесете повеќе рамнотежа во секојдневието. Многу смеа, тимска игра, позитивна енергија и корисни совети за подобро здравје. Сето ова во новото издание на Диетално максимално. Анкица, Yes. здраво. Hello. И јас влегов. И Ама јас. и ти. За гледачите на Канал 5 телевизија денеска, Вака 5 точки, сме одлично расположени. Јули месец е убав месец за капење, за одлична забава, за добро дружење, за добар коктел, за одмор на плажа, оние кои што го користат овој период од годината на плажа. Но и поздрав до сите вас кои што сте во своите домови и овие топли денови ги поминувате со програмата на Канал 5 телевизија. Диетално максимално и денеска со многу позитивна енергија од спа центарот на Гарденија. Ние сме на почетокот на Велес, лоцирани цела недела и оваа недела вака завршено во одличен амбиент ќе ја затвориме емисијата. Што би рекле народски пата сме со бодовите кои што ги имавме од изминатава недела низ игрите. Само да напоминаме, понеделник и вторник победи екипата на Максимално. Среда, четвртак екипата на Диетално и денес имаме интересен предизвик кој што ми го смисли. Јас тука немам и дадов слободни и одврзани раце да направи што сака денес. И направи тоа што ќе видите денес. дали сте живи вие три? Децата кога ќе ги пуштиш во базен, не можеш да ги извадиш цел ден, така и овие дами. Значи, цела недела не можеме да ги извадиме од вода и затоа денеска предизвикот е ваков. Значи, имаме 4 кофи. Внатре, бидејќи не пиеме алкохол, ќе ги напуниме со вода. Ајде сега да ги објасниме правилата. Како треба да ја одиграме оваа финална емисија, вака 5 точки. Кажавме дека имаме изедначени поени. Се што треба да се направи, каква е играта, видовме дека им ги даде кофите, им ги наполни со вода. И сега останува да видиме што задача ќе им дадеш со овие кофи. Значи вака. Најпрво Светле треба да ја префрли кофата полна со вода кај Вики, Вики на Јана и потоа Светле повторно да застане позади, значи секоја од нив веќе 2 пати да има поминато со полнење на кофите. Последната останува Јана, која што на крај треба да ја однесе незината кофа, на крај да се наполни последната за да видиме нели колку Да ја префрли во остаток. Токму така. Да. Значи да се разбираме. Светле и префрлува на Вики. Во моментот од кој ќе префрли на Вики, оди зад Јана. Вики префрлува на Јана. Во моментот кој ќе префрли, оди зад Светле. Потоа, Јана кој ќе префрли на Светле, оди зад Вики. Се разбравме? Гледајте количината, така да бидете брзи и интересни. Договорено? А дали само по еднаш ќе поминуваме или додека не ја наполним кофата? Не, 2 пати. Значи, еднаш и уште еднаш. Значи тоа е Вики. Со истата вода. Јана, тоа што ќе остане треба да го префрли во кофата. Значи бидете внимателни, сконцентрирани, предпазливи. Водата ни е многу битен ресурс и треба да ја заштитиме и зачуваме, така? Затоа И како таква, гледајте најголемото количество да го сочувате. А доколку сакате победи. Види Така. се дупнало на кофичето на Светле, Светле биди внимателна, како пуниш вода, ете, така веднаш ка одма претураш. Спремни сте? На мој знак. Ајде Светле, брзо. Ајде брзо, Јана брзо. Ајде Вики брзо. Брзо. Ајде. Јана, стој Јана. Ајде Вики побрзај. Вики побрзај. Ајде Вики. Не, сврти се. Крајот. Ајде.
Така, тоа е тоа, браво! И одиме следните. Врати тоа ако сакаш кофичката. Диеталци наполнија вода, сега се максималци. Ти си трета? Трета. Ти си последна на крајот, земи си попа, мацо. И ми дојде до вас страна, му спиташ назад. Држи микрофон. Да видам дали ви се празни кофите, да не имате случајно вода. Добре. Не до неа. Секој кофата до себе си ја става. До себе. Бети до себе. Мацо до себе. До себе. До себе. Ја лепиш на себе. 3, 4. Ајде. Браво. Брзо Ивана позади. Маца, ајде брзо, брзо. Еми помогни на Маца, за да се прифрли. Ивана, кофата до тебе. Следниот пат кофата до тебе. Ајде Марија, Ивана, ајде брзо, брзо, брзо. Ајде Мацо, ти позади. Ајде, 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 ајде. Брзо, 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 брзо. Брзо, 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 брзо. Ивана позади, не така. Ете така. Зад те префрлија кофата. Побрзо, побрзо, побрзо. Ајде, 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 ајде. Ајде. Браво. Ајде сега да видиме. Овие се празни кофи. Токму така. Сега да ставим. Сега вака. Камерата. Може да фати? Може. Ова е максимално, ова е Диетално. диетално. Да видиме, може? Ајде сега да покаже. Ова е диетално, ова е максимално. И? Максимално има. Ова е диетално, максимално. Тоа е максимално. Застанете овие од диетално од мојата десна страна. Максимално е таму. Добра. Сега знаеш како Еми, почни да истуреш да видиме кој има повеќе. Ага, дојдете тука. Така за да те Тука 3. Така. Диетално, максимално. Да. И победници во ова финална недела Ајде. во хотел Гарденија се Знаеш што ќе направиш. Денес додека игравме со кофите, кој тим повеќе вода ќе наполни, ние додека играше другиот тим развивавме стратегија како би било и како најуспешно би можеле да донесеме вода најмногу. Дека е многу битна раздалеченоста. И свативме дека Ивана како повисока треба напред да оди, па Бети па јас. Значи како аптекарски чичиња. И така да победивме. О, па тоа со кофите колку беше интересно. Првиот требаше да ја наполни водата, па преку рамо да префрли на другиот, па на третиот. И ние сите три се повторувавме уште еднаш и на крајот последниот да видиме во финиш главната кофа колку ќе биде водата. Ама на крајот испадна да има повеќе вода во екипата на максимално. И така во финалето победи екипата на максимално. Тоа реваншот си го покажа своето дека си победивме ние. Па пак ја речам, ние од сам почеток така некои си правевме тактики. Пак ја речам, дали тоа, баш заедно да учествуваш во нешто, реално не успеваше нас, баш во тоа што се договаравме не успеваше. А и така сме си погодени Ивана највисока, ја пониска, Марија најниска, па може и тоа не успеа искрено во победувањето на играта. Играта со кофите ми беше најинтересна, некако што знам за тоа што таа е баш непредвидлива игра, каде што резултатот, исходот не зависи од ниту еден колку има за нешто талент или за нешто има, да речеме, надарен за некој спорт,
туку баш е ова игра на среќа, значи ако се погоди, погоди, ако не се погоди, не се погоди. И повторно тимски изигравме одлично. Во оваа игра имавме стратегија. Бети пред да почне играта, дури се насмеавме, не мереше колку сме разделечени, за кога ги дигнеме раците, точно да центрираме. Колку беше успешно, не знам, меѓутоа на крај исходот беше дека победевме, претпоставам дека беше успешна, меѓутоа играта беше одлична и многу интересна. Со кофите беше многу интересно, ме потсети на она игри без граница порано што имаше. И баш беше многу интересно. Значи, кофите ги полниме, ги префрламе преку глава, па тој следниот и така да на крај, кога ќе дојде до крај, кој има најмногу вода, тој е победник. Овој пат, нормално, ние немавме среќа, екипата на максимално имаше за 200 грама поише вода од нас. Ма не победија. Со кофе, секој надпревар има своја обавена, беше многу интересно. Со вода мора да бидеш, да знаеш, фактички не гледаш каде, а историш, да бидеш прецизен, да историш вода. И се трудевме така да успееме, кој повеќе да победи, ама мислам дека победиле пак максимална екипа и ние се радуваме за нив. Освен доброто трчање на водно и добрата песна која што Ивана како и секогаш е спремна за да каже нешто добро за нас, а секогаш и за мене, јас со моите перја, затоа заслужени се за добар тренинг. Сега, пошто падините на водно се падини и се е у долница и у горница, немаме многу рамнина, бидејќи на местата каде што е за паркирање коли ние не вежбаме на асфалт. Затоа пополека работиме тука. Може? Раце горе, нога на страна, па лева. Ојдеме. 1, лева, 2, лева, 3, лева страна, 4, држи темпо. 5, ајде Ивана. 6, 8, 9, 10, марширај во место. Добро Ивана. Ајмо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Застани сега јас да покажам. Правиш ротација со телото, во исто време рака десна на страна пред себе, левата на половина, се враќаме. Па на друга страна, ротација, вртиме стапало, другото стапало останува паралелно кон гледачите. Спремни сте, одиме на лево. Наизменично. Бројам. 1, Ивана песна. 2, 3, 4, 5, 6, пала Ивана, 7, 8, 9, 10, продолжи. 1, извлечи тело, 2, стегни се Бети, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и уште поеднашка. Супер. Повторно маршираме во место. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раце позади глава, на назад. Одиме, десна. 1, горе, назад, лева, горе, десна, 2, горе, лева, горе, 3, горе, 4, така, 5, до крај 6, држи тело, 7, 8, 9, 10. Супер, земи воздух, диши маце, издиши и ние се враќаме назад на нашата
трака за трчање, а вие пратете не и гледајте не понатаму со останатите вежби. Чао! Чао! Ајде! Донаредна емисија. Кожувчанка, твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна, сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини. Во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка. Биотек поликлиника. Врвен медицински тим, современа диагностика, брза и професионална услуга, добрба и квалитет на едно место. Вашето здравје заслужува најдобро. Во центарот на градот, студио Катен Кат. Твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Можам да кажам дека е еден од најубавите во Македонија. Премногу ми се допадна. Прво кога влегов во хотелот, самиот интериер на хотелот, многу добар. Собите се одлични, услугата на персоналот и храната воден. Убаво рибче има. И се допаѓа доста. И би дошло повторно. Јас прво воопшто да кажам дека во овој проект, значи, е диетално максимално, сум пресрекна што учествував и бидејќи тука имаме едно меѓу нас 6 девојки, имаме прекрасно дружење, што и после завршување на серијалот ќе ни остани и приватно да се дружиме и така многу убаво поминуваме. Прво кога дојдовме овде во хотелот имавме прекрасен пречек, собите убаво прекрасно сместување и така имавме убав ручек, храната многу доста ми се допадна и така. Гарденија искрено ја знам одамна. Еве искрено јас во Велес често доаѓам, ама ете некако не ме навело пат во Гарденија. Пресреќен сум што со вас дојдов прв пат тука искрено. Хотелот е прекрасен, персонал имаат прекрасен услуга. Ручекот исто ја храната им е преубава. Мислам дека кој да дојде тука нема да сгреши. Кој ќе дојде ќе се увери во тоа што си го збориме ние тука. Иначе прекрасно место. Во Гарденија дојам прв пат, значи Гарденија Хотел енд Спа е еден од, може да кажам, поубавите каде што сум посетила. Не во Македонија општо, може и да кажам, во регионот на Балканот. Пред се, за мене лично што е многу битно, хигиената им е на завидно ниво. Од самиот влез старт, значи кога се влегува во хотелот, па се до собите, до комплетниот интериер, натрешно што има е комплетно чисто, многу убаво. Услугата бевме пречекани со насмевка доле на пултот од вработените. Исто така имавме ручек кој што беше одличен и цело време бевме услужувани во однос на тоа дали некој има некоја побарувачка, значи не чекавме, туку бевме веднаш услужувани и можам да кажам дека е предобро и преубаво и сигурно повторно би се вратила тука со семејството. Гарденија, искрено се изненадив од тоа што во Велес има ваков спа центар и ваков хотел. Многу ми се допадна. Значи, од самиот почеток кога влеговме во
во хотелот. Не пречека со убава насмевка, ни го покажа хотелот, го разгледавме, дојдовме во спа центарот, ги уживавме во нивните услуги, тука во базенот, со нашите игри, ручек, храна, прекрасно е све. Можам да кажам на секој да му препорачам да дојде и да ужива овдека во Гарденија. Многу убава услуга, убав хотел, храна, интериер се на високо ниво и преубаво се. Многу сум задоволна и мислам дека посакувам на секој да посети ова прекрасно место. Во понеделник, во Диетално максимално ќе гледате. Во понеделник, во Диетално максимално ќе гледате. Не секое посебно место има луксузни соби и рецепција. Поникогаш, највредните места се оние што ги создаваат луѓето и нивните заеднички моменти. Во новото издание на Диетално максимално ве водиме во легендарното место кое нашите учеснички со љубов го нарекоа местото Хотел Југославија, каде што секој ден по напорните тренинзи се собираат, се дружат и уживаат во оброците што со многу грижа ги подготвуваат по насоките на Клаудија. Но ова не е само место за ручек. Ова е место каде што се раѓаат искрени пријателства, се споделуваат животни приказни, се слават успесите и се дава поддршка кога е најпотребна. Низ искрен разговор со нашите учеснички, откривме што навистина значи за нив оваа мала оаза на уживање, на смеа и заедништво. Ке слушнете интересни приказни, ке дознаете детали кои досега не биле кажани и ќе видите како едно обично место станува забавно катче.